Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Како што денеска беше најавено на социјалните мрежи, гостин во студиото вечерва е Стојанче Ангелов. Добро вечер, господин Ангелов. Добро вечер, Јанко. Најпрво би сакал да се заблагодарам за можноста да гостувам во вашата емисија. Како што денес најавивте, керамидите се спремни, се наоѓаат во моето возило кое што е паркирано веднаш до влезната врата на телевизијата. Доколку процениме дека има услови, можеби ќе демонстрирам на лице место некои од моите вештини, од која што некои ја терат на мајтап, но некои ја сваќат сериозно, но доколку нема услови, ќе ве поканам во друга прилика да демонстрирам повеќе видови на кршење, вклучително и она фамозно пукање од 3 од 5 метри одеднаш. Разумем, друже генерале, како ми го израпортира ова, но тоа е, верувам, и професионална навика. Секако дека со задоволство, ако сакаш да ни презентираш дел од твоите физички способности, секако дека ќе се фокусираме првиот дел малку и на интелектуално и аналитичките ваши способности. Прво да ве подсетам, дали паметите кој е ова ваше гостување во Јаде Бурек? Поред. Може би 4-5 пати, но бидејќи беше пред 10 години и не се сеќавам. Значи, ова е ваше 6-то или 7-мо гостување. Сакал... За жал, тие емисии ги нема, не заради мене, јас секако со задоволство би ги ставил. Се сеќавате дека нашата соработка, вашето прво гостување тогаш беше во врска со формирањето на Сдруженијето Достоинство. Така. И тогаш вие, ја навистина ме одушеви тоа што го правите, Сдруженијето, говорите кои се одржаа во врска со бранителите, што како документарниот филм кој беше скандалозен за тогашната опозиција, денеска власта, го вртевме многу пати, под многу притисоци го пуштавме, бидејќи беше политички некоректен. И сега се прашувам каде е тој документарец. Каде е достоинство сега, после 10 години? Вие тргнавте како невладина организација која ќе се залага за правата на бранителите, во меѓувреме решивте да идете во политички води. Најпрво посилно се заблагодарам за таа можност, бидејќи вие бевте на еден начин наши промотори на тогашното Сдружение Достоинство. Во вашата емисија можев слободно да зборувам за војната од 2001 година, за проблемите кои што ги тиштеа бранителите. Воедно ги промовиравте нашите документарци кои што ги изработи Достоинство, кои што се уште може да се најдат на YouTube, доколку некои од гледачите ги немат погледано, и препорачувам на YouTube нека напишат Достоинство документарен филм. Мислам дека се качени сите епизоди, 4-5 епизоди, може да ги погледат, но бидејќи ме подсетивте на тие моменти, јас ќе погледнам доколку некои од нив имат полош квалитет, бидејќи денес можностите на YouTube се многу подобри. Повторно ќе ги качам со многу посилна резолуција, иако пораката од овие документарци е многу силна, без разлика на квалитетот на сликата. Дали стоите за тие ставови што ги имавте пред 10 години? Апсолутно, сите ставови се непроменети и тоа во текот на гостувањето се надевам дека ќе имам можност да го објаснам. Би сакал само во контекст на вашето претходно прашање да укажам дека ние како здружение екзистиравме од 2007 година до 2011 година, значи од прилика 4 години, и последните неколку години се роди таа идеја да формираме партија, која што јас ја одбивав, бидејќи требаше да станам претседател на таа партија. Услов за да бидам претседател на партија беше да ја напуштам мојата работа во МВР. Јас инаку во Центарот за образование на кадри од безбедност се запиша во 91 година, во МВР почнав да работам во 95-та година и не се гледав себе си во политика и не сакав да ја напуштам мојата основна полициска работа, но на Централно собрание на Сдруженијето, на кое што имаше повеќе од 150 представници на Сдруженијето од сите ограноци од Македонија, со повеќе од двотретинско мнозинство беше донесена одлука да се формира политичка партија. Тоа од мене бараше жртва да го напуштам моето работно место во МВР, кое што во тој период земав негде околу 50.000 денари. Тоа се работи кои што луѓето многу и не ги знаат. Значи јас се откажав од таа плата, излегов надвор свесен за ризикот
на кој што се изложувам. Изборите поминаа во 2011 година така како што беше. Бевме масакрирани од страна на ВМРО ДПМН, политички масакрирани со најразлични методи. Потоа останав буквално без основна екзистенција и бев приморан неколку месеци после изборите да заминам на брод. Тоа е накратко приказнато околу формирањето на партијата. Тој масакр, тука некаде и започнува вашиот конфликт со ВМРО ДПМН, вие отворено застанувате на страна на опозицијата и на СДСМ, исклучиво таа страна ја држите, додека дел од бранителите, оние што навистина стварно многу се вложија за Македонија во времето на конфликтот, тоа од вас го смета како предавство, како издавање на идеалите, дека едноставно сте им свртеле грб. Ова е неточно тврдење кое што го протежират само некои фактори, пред се политички, со намера да намалат мојата политичка репутација. Јас пак ќе повторам, јас влегов во политика по барање на бранителите достоинство. Достоинство беше репрезентативно здружение во кое што не беа сите бранители. Понатаму, кога ја формиравме партијата, јас јасно кажав, нити барам, нити очекувам од сите членови на здружението кои што стигнаа до бројка од десетини илјади да останат во партијата и впрочем тоа се случи. Еден дел од моите блиски соработници во здружението не влегува во партијата, но даваа поддршки, верувам дека гласаа за партијата. Некои се свртеа против нас затоа што сметаа дека тоа е погрешен чекор, но најмногу поради тоа што беа блиски до тогаш владеачката ВМРО ДПМН, бидејќи на изборите во 2011 година ние немавме никаква комуникација со СДСМ и тоа е само изговор кој што денес го протежират и кој што од оваа временска дистанца некој може да го проголта. Што беше главната година? Што беше главната закачка со ВМРО ДПМН? Зошто толку со пизма и со чемер сите овие години толку силно удирате против ВМРО ДПМН? Многу бевме повредени како бранители. Јас јавно е познато дека потекнувам од ВМРО ДПМН. Член на ВМРО ДПМН стана во ноември 90 година, значи на самото формирање на партијата, може 2-3 месеци предходно. Ја ова не го знаев, добро. Па ќе го прашате координаторот на ВМРО ДПМН Мицковски од Штип. Јас и Мицковски уште неколку тогаш би рекол запалени младички глави го формиравме ВМРО ДПМН во Штип и Христијан Мицковски? Не Христијан Мицковски, зборувам од Штип, координатор на ВМРО ДПМН. Или добро. Не ги знам, ја Мицевски, се извинувам, Мицевски. Добро, ворете. Значи го немам видено Мицевски одамна. Добро. Мицевски од Штип заедно со мене. Мислам, ние бевме една мала група на ентузијасти. Еден од формирачите на ВМРО ДПМН. Не, на ВМРО ДПМН е тежок збор, не би рекол. На младинската организација во Штип. Така, па добро, ја сега да ве разберам. Би кажал и во емисија дека во тој период имавме и неколку диверзантски акции, за разлика од денешните пишувачи на Твитер, кои што убиват, колат, вршат терористички действија за Македонија, но само на Твитер и на Фејсбук. За ова што ќе го кажам, ќе го прашате координаторот на ВМРО ДПМН, значи имам сведок кој што е навистина релевантен. Добро. Ние, например, во една акција скршив, сега е малку непријатно, во тој момент беше бугарска кола. Мојот партнер искрши една српска кола, зборуваме пред хотелот во Штип, во самиот центар на градот, со тоа што тогаш Југославија беше цела, беше без малку некаква вонредна состојба во очи на почетокот на војната. Во градот имаше и резервисти и полиција. Ние направивме неколку други атаци за кои што не би зборувал во емисија, бидејќи може да бидат сватени погрешно од оваа временска дистанца, но ние тогаш напротив, гледавме. А зошто си кршел бугарска кола? 18 години и на тој начин сакавме да го искажеме нашиот револт. Значи нешто како Миленко кога кршеше со токмакот. Да, ама Миленко нема 18 години, има повеќе од 50 и Миленко маваше во една планина со чекан на спомени каде што освен некои диви кози не може друг да дојде, евентуално некој елен. А ние во центарот на Штип, во хотелот тогаш Стибо, денес Оаза, значи буквално во каде што полицајците ноќно време цело време и престојуваа, искрживме две возила и сакавме да го искажеме на некој начин револтот. Овие коли беа колатерална штета. Ама зошто? Да привлечеме внимание по примерот на солунските атентатори. Тие запалија брод, ние скршивме кола, бидејќи во Штип немаше бродови. И ќе повторам уште еднашка, координаторот на пратеничката група ќе го повикам
како сведок, но ние првите состаноци ги правевме дискретно, се криевме, тогаш се уште беше страшно да се биде ВМРО, со тоа што ние уште тогаш зборувавме за вистинските идеали на ВМРО, каде што еден од начините на действување на ВМРО беше на старото ВМРО и тероризмот. За разлика од денешните ВМРО-вци кои што се малку мазни, сега ќе ме нападнат со коментари и ќе ме убијат. Сигурно ќе преживеам неколку убиства пропагандни вечерва во коментари, не во емисијата. Не знам, ништо не кажа за нив колку што јас слушав. За кого? За ВМРО-то ПМН, кој би те убил у коментари. Не, се зборам за луѓето кои што како Не, публика... ама ништо не кажа, не слушнав зошто, што би имало повод. Освен што свативме сега дека... рано, сега се загреваме и имам време. Би сакал само да укажам уште еден друг момент, например, кој што ексклузивно ќе го кажам во вашата емисија и можеби ќе се види интересно на гледачите. Кога конкурирав на факултетот за безбедност, уствари прво да те насилам. Не, кажи кога конкурирав, доврши да те молам. Само две реченици ќе се вратам назад. Јас во средно школа скокав со подобран, имам 5 подобрански скокови, имам комплетна обука со едри лица, бев пилот со самостојни летови на едри лица. Сите ти се отворија подобрани да се? Во 5 пати, 2 пати се закачив на Топола. И затоа имам сведоци од Битола. Скокавме во Битола, 2 пати паднав во Малер Топола. дете си бил. Сега сакав да ви кажам. Те влече цел живот. Поминав прегледи за воен пилот во ЈНА. Тоа беа тогаш најтешки прегледи, каде што особено се испитуваш интелигенцијата, тогаш најверојатно бев поинтелигентен од колку сега според коментаторите кои што вечерва ќе пишуваат. И сакав да се запишам на факултетот за безбедност, но во јуни го укинаа. Во недостаток на факултетот за безбедност одлучи да се запишам на друг факултет, кој што верувам и на вас ќе ви биде интересно и смешно. Конкурирав на Природно-математички факултет на одсек теоретска математика, затоа што во средна школа бев еден од подобрите, па би рекол во класот од убедливо најдобрите математичари. Прав човек на право место. Можев да вадам квадратен корен со приближна вредност од троцифрени, четвероцифрени броеви, да дигам броеви на... Стојанче, дај наместо керамиди да ми кршиш, ќе извадиме таплата и корени ќе вадиме. Јас кога кршев глава, кажав дека главата е најопасно орудие. Тони кои што се попаметни знаат што значи тоа дека главата е најопасно орудие, но некој пат можеме да ја користиме во низината најпроста форма. Знаеш, ние планиравме на полувреме од утакмицава да наместиме овдека и да искршиме. Ти ќе кршиш една, ја ќе пробам да искршам друга, не е важно. Ако ти пробаш, ја би донел. Се шегувам. Ќе пробаме, ќе донесеш. Ама вака сега ме заинтригира, јас стварно интеграли би решавал со тебе. Како си ушах? Значи, јас бев многу добро порано, затоа што учев. Не, види, математиката е како точак. Таа еднаш кога ќе ја научиш... Може после емисијата да се пробаме. И сакам на уште еден момент да укажам, ги помина прегледите во Батајница за школа за резервни офицери на авиација. Ја таму служев. Од Македонија само 20 ги поминавме, од цела држава, од таа генерација. Што ти е тебе, бе? Ја главен бев у Батајница, школа резервних офицери. Ти не си бил пилот. Кој ќе зборуваме на ти или на вие, бидејќи добро, не се знам извинувам, како мене бонтонот ми никаде. Бидејќи слободно тере на ти. Се воодушевував на тебе од времето на 103-ка. Гаси слика Пуштитон со ќумбињата. Со ќумбињата. Заради ќумбињата ми ја уништија. Кога се запишав на во септември го обновија факултетот за безбедност. Аплицирав таму. Ги поминав, бидејќи немаше голема конкуренција, бевме помалку од 50 луѓе, а требаше да примат 50-тина, затоа што во јуни веќе се испозапиша по другите факултети. Мене ме турнаа на лекарските прегледи со образложение дека имам проширени вени на некој од нозете, што е ноторна глупост, затоа што ја претходно бев ставен на центрифуга, она вртење во круг, каде што односно земјиното забрзување беше 5,7, што значи дека вашата тежина повеќе од 6 пати се зголемува. 5G те става до толку, после 5G се онесвестуваш. Овде ми најдо проширени вени на подколеница, што е невозможно, ќе ми пукнела не те стават на центрифуга доколку имате таква аномалија. Кога реагирав ки председателот на комисијата ми кажа: "Колега, пилотите седат, полицајците треба да трчат. Вие може да бидете пилот, не може да бидете полицаец." Тоа ми остана врежено во глава, подоцна ми кажа дека причина е моето членство во ВМРО ДПМН и со тешки маки, со
тужби, преку адвокат со еден куп документација успеав да се запишам на факултетот за безбедност. Што ни им помогне сега на колегите од Арачинова? 300 души кутрите чекаат да станат пилоти, ама никако. Ќе станат. Ќе стана. Има добар кадар таму за пилоти. Фрли ми од чоколадцата едно. фрли го таму. Сакам да кажам дека ја частам. ВМРО ДПМН беше мојата матична партија. Откако се запишав на факултетот за безбедност, имав сугестии од најтесното раководство на ВМРО ДПМН да не одам во штабот за да не ме гледат и да помагам тогаш кога ќе треба да се активирам за ВМРО и за Македонија. Со Љупчо, значи беше ти во времето на со, Љупчо. со тогаш од некои луѓе од раководството, немав комуникација Што со се Љупчо, ја бев закачивте обичен млад човек. со Груевски? Што ти? Овој дел, значи во 2000-та, 2001 со Љубе соработував, бев провоморовски отворено. Значи тогаш јас во штаб немам влезено потоа. Искрено за време на војната во штаб на ВМРО ДПМН немам влезено, но ме доживува како воморовски кадар и кога дојде СДСМ во 2002 година во ноември, јас бев прв старешина кој што го сменија. Дури и Стојков Горан мораше да почека 2-3 месеци за да го сменат, командантот на лавовите, генералот Стојков Горан. Мене прв ме сменија. Во сабота се формираше влада, во понеделник попладни минува директор, вторник се бајле ме сменија мене. Која година е ова? 2002. Тогаш вие во вашата емисија ми го објавивте писмото јавна благодарност до премиерот, министерот за внатрешни работи затоа што еден воен инвалид со 80% воен инвалидитет го ставија помлад инспектор. Тогаш бев толку бесен на СДСМ, ама бидејќи ние сме честни луѓе, не сме убици терористи. Чекај, зошто беше бесен на СДСМ? Оти ве и шиканира, ве омаловажија, ви ги собра командант на специјална единица, човек кој што само неколку месеци претходно се борел за татковината. Добро. При тоа вонредно сум бил унапреден во чин генерал мајор. Јас мене не му напреди татко ми мајка ми, само затоа што си бил про-ВМРО. Особено ме доболе тоа што јас бев тежок воен инвалид и се уште сум. Ја жал во мојата емисија ти живо опиша што ти се случи и тоа нема да се навраќаме. Имам напишано една многу добра колумна, нека напиша Стојан Шангелов Пеколот во Арачиново, нека прочитат оние кои што немаат прочитано. И како дојдовме од такво нишката, омаловажување, кога ве апсеа, кога ве деградира, мене за среќа не ме апсеа други. Ве брка од работа, ве става чувари и така натаму, денеска си најголем апологет. Токму тоа сега ќе ви го кажам и мислам дека овој пат ќе ме разберете. Нема ја што да те разберам јавноста. Јас само поставувам прашања. Вие да ме разберете. Не, мене ми е важно јавноста да јавноста. Половина од јавноста настапува со предрасуди, не го примат ова вие може да го примете, ова може Пандов да го прими, оние со кои што идат на телевизија бидејќи се на друго ниво, зборувам искуствено ниво. Дел од гледачите се толку задоени со омраза и ова не продира во нив, ова не го сваќат сериозно. Ки идеме за омразата? Значи, бидејќи ние не сме убици терористи, македонскиот народ е питом народ, мирољубив народ, додека не дојде ношна коска, нели, затоа имаме кубура за не дај Боже. Јас тогаш се одлучив наместо да ги користам моите вештини против тогашната владеачка партија СДСМ и владата на СДСМ и ДУИ, јас се одлучив да делувам политички. Тогаш се приближив до ВМРО ДПМН, конкретно за ова може Владко Ѓорчев да посведочи, со него бе во една изворедна релација. Се уште до ден денес, но и со врвот. Сум бил неколку пати тогаш кај Никола Груевски, ако него да го прашате, не верувам дека ќе се сети, затоа што е одамна. Зборувам за 2000 и кога дојде Груевски четврта, претходно одев нормално кај Љубе и кај Љупчо и го артикулиравме нашето незадоволство политички, работевме против СДСМ и ги струшивме СДСМ. И како дојдовме на ова? Кога дојдоа моите ВМРО за кои што се борев, особено битен момент е дека во 2006 кога беше поделбата помеѓу Љупчовисти и Груевски, јас застанав на страната на Груевски. Може би сум помогнал со 20 гласа, може би со 500, може со 200, но ја машки застанав и активно работев во кампањата за Никола Груевски. Сметав дека е млад, надежен и дека ќе ја поведе државата напред. А трпев многу пенали, бидејќи најголем дел од групата околу мене беа со Љупчо. Останаа со Љупчо Ѓорѓевски, кој што се отцепи во ВМРО Народна партија. Дојдоа моите и продолжија со истите методи како СДСМ. Ги продолжија тужбите против војните инвалиди и сега да скратам, да не отиде цела емисија, во кулминацијата настана тогаш
Кога владата на ВМРО ДПМН, мојата влада, мојот премиер за кој што јас се борев да стане премиер, мојата министерка, патем јас со Гордана Јанкуловска, бев во многу добри односи. Може би не кога сакам, но често можев да отидам кај неа. Бевме, можев да и се јавам кога имам потреба. Значи имав извонредни релации. Но јас ги цело време предупредував дека моментот кога ќе треба да бирам помеѓу луѓето кои што ги застапувам, македонските бранители кои што кравареле за државата, и помеѓу партијата јас ги одберам бранителите. Тиквата пукна и работата излезе надвор од контрола кога ги тужеа семејствата на загинатите од ВЦ. Ја не можев да сватам, без джашен, луѓето чии што синови изгореа во заседата кај ВЦ. Вие да барате од нивните родители оштетата која што ја земале, да ја вратат со законска затезна камата. Тоа е навистина грдо. Мене колку ми е познато тоа СДСМ го направи. Не. Уставен суд го донесе за време на владење на СДСМ и парите беа повлечени. Враковниот суд донесе таква пресуда, но има еден член 205 од Закон за облигации кој што дозволува доколку некој земал пари, а е совесен прибавувач како загуба на здравје или на смрт на блиско лице, тие пари да може да му се простат. Парите кои што овие луѓе ги земаа беа затоа што ги изгубиле своите синови. Знам такви тоа. Пари никој не сака, кусо да се луѓето зборуваат. Вратете ни ги чедата, не ни требат пари. Малце ја имам дека тоа се случи во време на владењето од 2002 до 2006 на СДСМ. Ова 2009 година ги тужи, мислам дека беше 2009. Напишете семејства на загинати ВЦ оштета на Google и ќе ви излезе. Види, Стојанче, господин Ангелов, ја нема да се натегам со вас. Не се обраќам на гледачите, јас не знам дали да ја кажав, може јас сум не, ја и ти разговарам. Значи, може би ја грешам. Не сум нешто подготвен. Јас не се сомневам во ваша лоша намера, верувам дека и така е, јас бидејќи сум еден од најдобрите познавачи на оваа област, ги знам датумите, нормално е вие да се измешате во годините. Но моето ВМРО и мојот премиер Никола Груевски и мојата министерка Јанкуловска, јас тогаш работев во МВР, бараа од војните инвалиди, од семејствата на загинатите кај ВЦ да ги вратат земените пари со законска камата. И тогаш и напишав една порака на министерката, не верувам дека таа на тоа може и да се сети, и реков дека пред да отиде предалеку работата да се видиме. Но работата веќе излезе од контрола, одржав пресконференција на која што жестоко ги нападнав и тогаш под силен притисок на Сдруженијето Достоинство, после неколку, би рекол, недели, можеби месеци, ВМРО ДПМН донесе одлука за да не се враќат парите. Одлука со која што парите се опростија и тој проблем ние го решивме, но веќе непријателствата беа отворени и тие продолжија мене да ме напаѓат. Прво ме напаѓаат таму каде што најмногу ме боли и кога ме напаѓа некој обичен гледач или некој кој што пишува коментари на Твитер и на Фејсбук, не ми смета, отрпнат сум, но кога еден министер кој што знае, или некој од пропагандниот тим на ВМРО ДПМН, кој што знаат низ какви трауми и болки сум поминал, ме напаѓа дека го злоупотребувам боледувањето, па ми праќа инспектори од финансов, од организиран криминал да ми ја одземат болничката документација, па и правеа упат на докторите. Па јас сум, вака не изгледам дека сум повреден, но прво имав хроничен проблем со синусите, ова кој ќе ми се воспалеше од октомври па до април, и тоа верувам дека секој втор специјалец го има тој проблем, од шлемот, од потењето. Се излечив додека работев на брод од солта, од морето, ова најсериозно. И потоа ме нападнаа, сакаа да ме затворат за неколку други работи, но емисијата ќе отиде во друга насока. Тие сакаа, како да ви кажам... Значи целово ова е payback. Само заради бранителите. Значи Јанкуловска ќе ја цитирам, немој да излезе дека ние не те преместуваме од Карпош на твое барање седеш таму да можеш да работиш со достоинство и да кажам една работа ексклузивно која што е строго доверлива и добро чувана тајна до денес. Во првата фаза ВМРО ДПМН на мене ми имат помогнато со нивна, да речам, блага волја да неколку автобуси со кои што ги носев бранителите на Собир. Ние соработувавме многу добро. И јас и реков, јас ќе ви донесам гласови, но да не ги забораваме луѓето кои што кревареа за државата. Ја не можам на мене да ми е добро луѓето кои ги шиша. И тука веќе пукна топката и веќе кога настанаа негативни емоции, но тоа веќе е минато. Никола Груевски е во Будимпешта. Јас никогаш не сум бил во војна со целата партија. Ја до ден денес во ВМРО ДПМН имам добри пријатели.
Еден од примерите е Јохан Трчуловски, со кој што нашето пријателство во ниеден момент не било засенето. Но Јохан Трчуловски неа прифати улогата да ги собира бранителите против мене, затоа што, како барем тој така ми викаше, кога и да прашав за тебе, барем за 2001, сите збореа се најдобро. Кога да прашам дали си управо за ова што се расправа со ВМРО, ми викаа дека си управо и како сега да застанам директно против тебе. И затоа многу го почитувам и со него до ден денес имам изворедни релации. Понекогаш се гледаме со Владко Ѓорчев, но и со многу други луѓе. Владко Ѓорчев, па мислам дека е он главниот коалиционен партнер на моментална власт. Туку како, значи во целава работа, дали после се што ни се испослучи, ние денеска Македонија е на нова раскрсница. Пред 3 години земавте учество сериозно, со многу сила, со многу елан и со многу поддршка од меѓународната, да се сруши режимот на Никола Груевски. Так. И се што не беше на страната на опозицијата, која беше прилично добро поттикната, поддржана од меѓународниот фактор, од USAID, од Сорос и од други финансиски центри, кои бара да дојде таа смена, едноставно беше напаѓано, омаловажувано и така натаму. Се со една виша цел дека Македонија ќе оди напред. Денеска знаеме, убедени сме и имаме корпус деликти, имаме необорив доказ, немаме веќе никакви признанија дека Македонија не ја сакаат во Европската Унија. И тука е крај на муабетот. Јас не сум согласен со вас. Добро, Македонија... значи ова тврдење ова тврдење. Не, точно, само една членка, тоа е Франција, беше категорично против, сите останати беа за. Значи сакаш да ми кажеш дека 2008 година дека Меркел, не заборавајте дека војна водеа за Македонија до последен момент. Знаеш ли што мисли народот јавно? Дека е ова демагогија. Еве исто како што за 2008 година, кога Буш им рече на грците Македонија да влезе, да ја примите во НАТО, грците наводно рекле не. И сега, мислиш ли ти дека една Грција има толку сила да и рече не на една Бушова Америка? Ја не верувам. И јас сето мислам дека ние си живееме у еден убав театар во кој сега ќе си ги најдеме оправданијата. Не, ние нема да влеземе во Европска Унија, Стојан Ангелов, не дека не сакам. Мене ме нападнаа затоа што ја реков дека ми е жал. Јас сакам да сум у Европска заедница. Али, после сите овие дадовме име. Подпишавме еден срамен договор кој уште не е затворен со Бугарија. Такви понижувања доживеавме, па е да викам бар да се исплатеше се во ова. Да не сте во право, сега немаше да имаме нови избори. Заев од нова година повеќе не е премиер. Имаме воредни избори во април месец. И сето тоа е последица затоа што Македонија не добива датум за преговори. И сега можеме, баш ме интересира како, зошто инсистирате да го оправдате тоа? Не се правда. Има работи што не се бранат. Со неколку ваши тврдења не се согласувам Повелете. околу нарушењето на ВМРО ДПМН, но јас би, бидејќи емисијата, форматот на емисијата дозволува И да си го кажеш... Не, убава конверзација. Ова е невозможно во оние напнати емисии каде што си влегуваме во збор. Јас, кога работев на брод, вториот пат пред неколку години, последен пат... Кај работеше? Па работев околу брегот на Сомалија, Индиски океан и ми стигна мејл дека треба да отидам во еден остров близу до Мадагаскар. И Кој те командаше? По чија команда си беше? работев за приватна фирма за обезбедување. Така. Добро. За пари. Обична работа, како секоја работа. Некој беше морнар, Готово, некој јасно. И јас тоа ми поводи интерес во лаптопот, имав офлайн атлас и го погледнав атласот, каков е, викам, овој остров до Мадагаскар, кој јас знам, Мадагаскар е островче кој што, да бидам искрен, на мене ми беше познат само од пингвините на Мадагаскар, од Мадагаскар. Добро. Од цртаниот филм кој што го гледа моите деца. Кога отворив, еви вас ќе ве прашам, имате ли представа островот Мадагаскар колку население има како држава? Тоа е држава. Така. Немам представа, ама го знам 25 добро. милиона. Так. 25 милиона жители, значи од поранешна Југославија, Так. може би малку поголем, од Македонија 12 пати поголем. Топло време, разголени луѓе, што да прават, многу интернет Дечиња. нема, прават деца. И големе по територија. Јас бев запрепастен, викам, види сега, јас географија бев солиден ученик, имам се жив учен, ама едно островче за кое што овде
и вашите гледачи не верувам дека знаат, поголем дел од нив слушнале од цртаниот филм, има 25 милиона жители. Понатаму, има еден град во Сирија, Алепо, кај што имаше крвои, Добро. убивање. Дали знаете, например, колку жители има Алепо? Тоа е град кој што некој не ни слушнале, Алепо. Има историски споменици и така натака. Град со 2,3 милиони жители. 2 милиона и 300 хиляди жители градот Алепо. Зборувам, бидејќи не е наше гајле, далеко од нас. Понатаму, Кабул во Афганистан, дали имате представа некој колкав град е? Што ти е поентата? 5,2 милиона. И во Ирак обезбедував еден пакистанец и нешто збореше за нуклеарно оружје. И ја бев малку изненаден, бидејќи не следам толку тоа меѓународно вооружување. Он ми објаснува дека Пакистан е нуклеарна сила и така натака. И ја отворам, знам дека Пакистан е голема држава, ама немав реално представа колкава е. 197 милиона жители е Пакистан. Верувам дека поголем дел од гледачите кои што ќе ја гледаат оваа емисија не го знаат овој податок. Добро. Поентата ми е дека секоја планина своја тежина. Ние се интересираме за нас, но Македонија со 2 милиона жители, тоа сите заедно. И македонци, и да не ги набројувам сите останати. Океј. Значи, ние сме мала земја, со мали капацитети, економски, Добро. војни, политички, меѓународно политички. Добро. И ние мораме да играме мудро, бидејќи вака како што се движеа работите, доколку не влезевме во НАТО, ова сега ќе го кажам како воен генерал, кој што војувал за оваа држава. Јас имам перцепција дека нашата држава и се закануваше опасност од поделување. Дел од северозападниот дел постоеше можност да биде отцепен од Македонија и тоа со референдум, не со војна. Тоа е моје мислење и ова ни беше на еден начин забрането да го користиме како реторика пред референдумот, да не излезе дека ги плашиме луѓето, но и знаете дека тој голем албански екстремизам, кој што за среќа бројот на тие екстремисти е значително намален од онаа перцепција општа која што имам, но до ден денес постојат на нашата држава, според мене, и се закануваше опасност. Невлегувањето во НАТО и во Европската унија ќе предизвикаше безбедносни импликации. Ја верувам во тоа и можам да ви зборувам цела емисија зошто тоа го мислам. И што, НАТО ќе не пушташе низ вода? Ќе дозволеше такво нешто? Зар верувате дека НАТО Ај повторете уште еднаш како ме прашавте? ќе дозволеше такво Па не нешто, ќе требаше не НАТО да пуштеше? дозволе, НАТО можеше тоа да го направи, зошто да дозволи? А зошто да го А направи? 2001 што се случи во Македонија? Што се случи? Па нас не победи УЧК. Туку? Па знаете вие. Кој не Нема победи? да кажам, сега сум јас председател на партија. Значи знаете каква беше меѓународниот притисок и знаете зошто ние на еден начин. Јас знам само автобуси до Рачиново. Па знаете каков беше притисокот. Значи- Тие се во моите ставови Така. јас немам никаква промена. Значи, тој што сакал да не подели и да ја растури државата, Сега, кога не зема внатре, нема таков интерес. Сега, нашите граници, категорично тврдам дека се побезбедни Значи- како никогаш досега. значи, ај сега да го вулгаризирам ова, се извинувам, као тебе ти зборам, Тоа ама... вие го вулгаризирате. Значи, комшијата што сака да ја силува твојата керка, мојата керка, Добро. најдобар начин да ја спречиме таа работа е да ја омажиме за него. Вака сега, вие сега зборувате за Ја силување. вулгаризирам. Добро, но Па, нашата држава Види, стана членка на НАТО. Пази отцепување, сега. Ние- како да го перцепирам ова, освен ние како држава влеговме во НАТО во догледно време без разлика кој ќе ние биде ќе на власт. влезевме во НАТО без оглед кој беше на власт. Вие верувате во ова? Да, Дека апсолутно. Без Да. да го променим името ќе влеземе во НАТО. Во НАТО? Да. Да. Јас не верувам во тоа, овде се разликуваме, знаете дека ВМРО ДПМН не тужеше, ја добивме тужбата пред меѓународниот суд за блокадата која што Грција ни ја направи спротивно на договорот кој што Македонија го имаше со Грција и не ни помогна ништо тужбата. Океј, во ред. Односно пресудата во наша полза. Али пази, имаш правна пресуда која е во твоја корист и ти викаш океј, ако е правото, еве ти ја керка ми. Правото не ги спречи македонците да земат бугарски пасоши и да си селуваат, како што пред неколку дена членот на она историска комисија од Бугарија кажа за Гоце Делчев дека секаде се кажувал бугарин, исто така
после 30, после 50 години некој ќе каже, видете, имаме 300.000 македонци или пити Бога колкава е бројката. Да се вратиме. Што се кажувале бугари. Чекай, да не идеме. Уште имаме време за ова. Ајде, јас сум овде, не одам никаде. Да. Сменивме име. Перцепцијата, преслушај си емисијата. Значи, ако не сменевме име, тој што не приморуваше за да влеземе кај него со сменето име, ќе ни одделеше дел од државата Нас како тој казна, зошто не сме сменили. Ние баравме таму да отидеме. Тоа е првата погрешна ваша теза. Ние баравме да влеземе во НАТО. Од кои причини? Една е безбедносната причина, втората причина е влезот во НАТО дава една гаранција на државата и ги ослободува потенцијалните инвеститори да влезат во државата која што е членка на НАТО. Тоа се две економската и безбедносна компонента кои што и текако одеа во прилог на тоа да станеме членка на НАТО. Значи ние баравме. Да, али никој уста не ве тераше да ставате дека ние ќе влеземе. Еве, ајде и НАТО да го тргнеме. Еве, во ред, нема да се инатам, имам контрааргументи од почит. Ја кажав дел од моите контрааргументи. Бидејќи ќе се согласиме дека не се согласуваме. Јас сметам дека Македонија се може да постигне без такво нешто. Јас тука не се согласувам со вас. Океј. Многу е важен и начинот. Знаеш, ако комшијата дојде, Јанко, мене ми се допаѓа твојата ќерка, јас сум фин момак и така натаму, ја би сакал и јас ќе го знаеш како? Извинете, вашиот премиер, ти си владин представник овде. Јас сум овде како председател на Достоинство и зборувам во име на политичката партија Достоинство. Ти си овдека на функција, како ти беше? Ти си национален координатор за војни и полициски ветерани. Така си овдека, значи сепак си владин. Премиерот е тој кој ја даде таа изјава, ќе ја венчаме, нели, после Преспанскиот договор. Таа вулгарна што ја викаш, и се согласувам дека е вулгарна ова од моја страна, но ова ја не го измислив. Ова е земено од устата на премиерот, кој рече, ја мажиме невестата. Ако ја мажиме невестата, бар да не ја силуваме, бар да имаме со почит малце. Од мажењево ништо, и сменивме име. Каде го гледате вие силувањето? Па, еве, од вашата изјава, дека ако не сме сменели име, ќе ни било одцепено дел од територијата. Вие го рековте сега. Да. Насилната промена на името. Едно е јас да си го променам името, едно е ти да си го промениш името, но замисли, сега јас насилно да те викам Перо. И ти ќе се смееш, у едно време ќе почне да те нервира. Споредбата на лично име со име на држава е неумесна. Ама, понатаму нашето име Македонија, ова ми го вулгаризира од настапот во една од другите емисии кај еден ваш конкурент, иако не ви е конкуренција. Јас кажав дека именката Македонија не е променета. Ние и сега сме Македонија. Пред нашата именка, нашето име е композитно име, каде што имаме република која што представува уставно уредување. Имаме северна која што е географско одредница и Македонија. Дали ме разбираш? Момент, немам проблем. Ја нема да имам проблем со Северна Македонија, ако тоа не беше направено под притисок, ако се договоревме ние, ако се договоревме самоволно, затоа што некој сме биле и Федеративна република, и Народна република Македонија, и Социјалистичка федеративна република Македонија. Самоволно немаше никогаш да се договориме. Ја бев против, но видете го сега па лицемерието на македонскиот, на дел од македонскиот народ би рекол. Меѓу кои и вашето, бидејќи сте биле против. Па видете сега, не, јас имам многу разумни аргументи. Па и ние како Достоинство, јас се ежев од можноста да биде променето нашето име. Една од причините поради кои што сега ја бранам ваквата промена е бетонирањето на идентитетот македонец, затоа што Грција за прв пат признава постоење на македонец во Македонија и тоа со тек на времето ќе легне, ќе видиме. Значи, ја не сум видел такво нешто, но респект за вашето мислење. Но сакам само малку да се Да, извини. Значи, ми отиде мислата. Извини, ќе се решалтаме, уште саат време ќе те оставам сојанче да се. Видете, има доволно време, но промената на името, како што веќе ви реков, именката Македонија останува во светот. Во овој момент нема друга држава Македонија. Постои само една држава.
Поддршката која што јас ја дадов е затоа што ја почитувам волјата на нашиот мудар македонски народ. Како политичка партија Достоинство во 2011 година, како што реков, се ежев од можност да се промени името, па направив мала дигресија дека го зачувавме идентитетот. И ние излеговме единствени на избори со понуда, прекин на преговорите со Грција. Нема што да преговараме за името, идентитетот и точка. Ние излеговме со таква понуда. Носител бев јас, полковник Благоа Марковски, мајор Страшо Глигоров, мајор Звонко Тренчовски, Сашо Гилевски од Битула, 5 би рекол 4 јунаци и јас од војната. Со една честна и чиста понуда. За нас гласаа околу 9000 луѓе. Со истата реторика и понуда излеговме и подоцна на наредните парламентарни избори во 2014 кога беа. Во 2014. Граѓаните не гласаа за нас, граѓаните упорно гласаа за ВМРО ДПМН, кој што во својата програма има преговори со Грција. Ако вие преговарате со Грција за вашето име, тоа што значи дека преговарате сигурно за да го сменете? Там не пише убедување на Грција да го прифати нашето име, туку преговори со Грција. И сега граѓаните кои што денес се бунат за променетото име, гласаа за ВМРО ДПМН и за СДСМ, кои што во своите програми има најава за преговори со цел промена на името. ВМРО ДПМН активно преговараше за името, знаете од оние разговори кои што беа објавени од страна на тогашната опозиција, Антонио Милошевски со Сашо Мијалков и Николо Груевски, кога зборуват дали да биде Горна Вардарска, у Заграда, Скопје и така натака. Било каква промена е промена, зборам за композитното име. Значи и во тие композитни имиња повторно ќе останеше Македонија, затоа што во Грција има едни екстремни струи кои што воопшто, а не се за подценување, не се малку, кои што воопшто не дозволува изборот Македонија да остане во нашето име. Стојанче, ја ти честитам на храброста да излезеш да ги збориш овие работи, но многу од овие работи не држат вода. Да не беше така, Димитров 10 пати е поканет во оваа емисија на истиот начин да одговара за оваа работа. Одбива. Затоа што не е негов медиум, каде што не може да ги контролира прашањата. Премиерот Заев е поканет во емисијава. Он вика, ја би дошол, Јанко, немам проблем кај тебе. Мојве живке ме запала. Токму затоа што нели го фалиш форматов на емисијава кај што се збори затоа што слободно. Вие 10 години работевте, да речам пропагандно, против она за кое што ние се боревме. Ја работам исто како што сум работел и сега исто тоа работам. Став немам зашто не ме сменето. викнавте 10 години? Како? 9 години. Затоа што беше тогаш политичка А партија. сега што сум, не сум здружени, Не, сум сега си политичка партија. представник, координатор. Така, владин представник. Значи, благодарение на тоа што сум во владата, имав чест да ме викнете. Па ја одамна се борам да... Јас сум 2,5 години во... Ние сме 2,5 Значи, години на власт. 2012, од 2012, Бучковски беше кај мене. Ивановски беше кај мене. Кире Наумов беше кај мене. Јанко. Кире Наумов беше кај мене. Заев се јави кај мене во емисија. Ама, постоеше стигма, беше забрането гостување. Колку време те тега нам за да дојдеш у емисијава? Месец дена скоро се навлекуваме. Договараме 2 Ама, недели, да. еве искрено да ти кажам дека еве било кого од влада да поканам, сите љубезно се заблагодаруваат и после консултациите одбиваат. Јас се надевам дека ова нема да биде моје последно гостување по Бог да чува. наредното после 9 години. Не, ова е твое и да Сигурно знаеш ќе бидам дека владин представник уште неколку месеци, да- а може би 5 години, зависи. значи се што било добро сум го пропагирал како позитивно. Шилегов донесе контейнери, ја ги пофалив во емисија. Промени ја име, не ми се допадна, го искритикував. Не ми се, тоа е мој став. Тоа не може, ја не сум, како да ти кажам сега, табула раза која нема ставови. Може ми е лош ставот, ама имам став. Ама очигледно дека власта си бара... Ми името, немаше да влеземе во НАТО и немаше да се приближиме кон Европската унија. Јас сум сега оптимист, викаат, верувам кога ќе дека се- во мај ќе ги почнеме преговорите. Ќе добиеме датум за преговори. Верувам во тоа, ако не е во мај ќе биде кога и да е. Турција веќе 25 Не години сме има ние Турција. датум види, за кај преговори. Турција проблемот е друг, тоа вие го знаете. Ние ќе добиеме датум за Европската унија. Кој ве Ќе добиеме. залажа со тоа? Да си Верувам во ќутевте, да си ќутевте. Имам право да верувам, така? Да си Верувам во ќутевте, немаше сега да морате да менјате влада. Вие инсистиравте да тврдите дека готово со промената на името влегуваме во Европска унија. Да си Види ќутевте. колку машки настапивме, еве премиерот кажа, ние требаше да добиеме датум, не добивме, да кажат граѓаните дали да останеме на власт. Моето Сега е- граѓаните можат во април да не казнат
може и да не наградат за оно што го направивме, да речем половично. Влеговме во НАТО, односно формално ќе влеземе најверојатно во јануари, во Европска унија, па да не ти изненади до И гледај, мај да добиеме датум за преговори. Преспанскиот договор веќе не е ни толку страшен во дебативе. Гледаш дека не се вади. Некако се проголта, ајде. Ама Бугарија е проблемот. Гоце Делчев бил бугарин. Една работа. Еве и да бил бугарин. Не бил бугарин, како вака може да тврдите? Извини, вашата влада не убеди. Не е така, никој од владата не Дозволи, рекол така. дозволи, Вие ги дозволи. слушате изјавите. Се така шегувам, окей, ја Гоце карикирам. Делчев се декларирал бугарин, но Гоце Нашиот Делчев јазик е дијалект на бугарскиот јазик. Не викам за владата. Викам Бугарија ова го бара. Не бара од нас веќе конкретно и да се откажем. Нема некои работи, нема да се прифатат. Ама зошто дојдовме до ова, бе, Значи- Стојанче? Дојдовме до ова затоа што многу лесно своите идентитетски прашања ги положивме во име на виша цел. Таа цел не се оствари и сега само се Јако? зголемува. Кога веќе те перцепира дека си лесен, па дај веќе да излечеме што можеме Сега ќе повеќе. влеземе во една друга тема, но прво сакам да кажам за Гоце Делчев. Повели. Гоце Делчев бил бугарин онолку колку што македонците се бугари, оние македонци кои што имаат бугарски пасош. Па Они не се бугари, ама извадиле бугарски пасош. Во тој период Гоце Делчев се запишал на Војна академија во Софија. ја И- не морам тебе да те слушам, ја го имав гостин овдека, академик Блаже Ристевски, кој Значи- животот го посвети на тоа. За разлика од владините советници, кои на Твитери се објаснуваат и тврдат дека македонскиот народ постои од 45-та. Он друго збореше во моја емисија, он друго неговото животно дело кој издадено од Ману и он ова ми го викаше. Пред него гостин ми беше Љупчо Ѓоргиевски. И јас завршувам разговорот во емисија со Љупчо Ѓоргиевски и го најавувам Блаже Ристевски. Љупчо ми вика, одлично вика, те молам вика, прашај го како се декларирал Гоце Делчев. Бидејќи Љупчо инсистираше дека бугарскиот карактер на македонскиот народ и на Гоце Делчев. Блаже Ристевски многу елегантно го објасни тоа. Слично на вас, но многу постручно. А тоа е дека во тоа време, освен како бугарин не си можел по некој да се Кажеш да се- Бугарија била да се држава, напишеш. ние сме немале држава. ни тоа- држава, си можел турчин да се пишеш, си можел грк да се пишеш, но ништо не било тоа. Така да единствено Јанко, и овде- да работи како даскал, но имал свест за Македонија, имал свест за македонски народ. И ние сега у име на што се откажуваме бе од овие работи? Сакам Стојанче? овде да укажам на еден момент. Кога ние зборуваме за Бугарија, се создава омраза кон бугарскиот народ. Тоа е Бугарскиот лошо. Се народ слагам. Се е наш слагам. братски народ. Ептен, близок се на- слагам. Различен од нас. Се слагам. ама се наши браќи. Се слагам. Се Оние слагам. кои што вршеле убиства и терор во Македонија во периодот додека сме биле под бугарските како беа туристички агенции, како што беше на Ама Твитер, стварно е додека демагогија, овде биле па немало бугарските туристи, фашистички во периодот окупатор, додека овде биле бугарските. сами евреите се депортирале. Токму така е сега. Тоа го правил бугарскиот цар и свитата, тогашната извршна власт во државата. Не го правеле сите бугари. Можеби и тие кои што ги извршувале злосторствата не се согласувале со тоа, но биле дел од тој апарат, воено-полициски апарат. Значи ние не треба омразата кон бугарите да ја разгоруваме. Ние обичниот бугарски народ, денес знаете дека во Бугарија имаше протести пред амбасадата на Франција поради недобивањето датум на Македонија. И затоа сакам да укажам на тој момент. Не треба омрзата да ја распалуваме. Оние кои што се екстремисти, како овој Димитров и другите, тоа се екстремисти кои што си зборуваат за да добијат политички поени, не верувам дека и тие самите веруваат во дел од работите кои што ги зборуваат. И патем јас ви напоменав и пред емисијата, јас на мојот YouTube профил ставив неколку песни, снимени, мислам дека се 35-та година, не можам да тврдам. Една е оваа песна, би сакал да пуштите да видиме на кој јазик е испеана оваа песна. Поголем доказ за постоењето на македонскиот јазик од оваа песна нема, затоа што јазикот во оваа песна е различен од бугарскиот литературен јазик, е многу посличен до македонскиот литературен јазик. Би ве замолил да пуштите Значи, само во малку. овој момент, не, ќе те замолам, бидејќи веќе сме цел час поред законот. Зарем помине еден час. Добро било.
Па ја да знаев дека Добро во било. пиво ќе си земе. По пивото си, Стојанче, ја мислам само цедевита пиеш. Не тоа се гроеше шегувам. пиеше цедевита и сокче од морковче. Поема немам ја што сте пиеле, се шегувам. Вака, режија, може да го пуштите видеото после 2 минути, да одиме со блокот реклами, па ќе продолжиме во студиото разговорот со Стојанче Ангелов. Оди. Стојанче, ако вака продолжиш да браниш македонската кауза, нема да те терам да кршиш керамиди. Ја пушти оваа песна со снимена 1936 година, пета, се извинувам, снимена во Софија на македонски јазик. Марга Симеонова најверојатно се работи за бугарска пејачка, но песната е на некој македонски дијалект, најверојатно велешкото наречје, но начинот на кој што испеа на песната е македонски јазик, со тоа што самата песна завршува дека Миле Попјорданов храбро загина за Македонија, не за Бугарија, така да песната има двојна порака, не само што е на испеана на македонски јазик. Но воедно кога јас сакам пак да укажам дека ние имаме обврска со бугарските граѓани да ги подобриме нашите односи. Не се сите бугарски граѓани лоши, може би има и таму екстремисти кои што не признават, кои што се негаторски насочени кон нас. Мене ми е жал
И ја би сакал да ги имаме релациите со Бугарија, онака и перцепцијата на народот како што има за Србија и со србите. Значи не со политиката, туку со луѓето. Треба да се најде некакво средно решение за да се испочита овој договор. Овдека, се додека немаме ние убави патишта, да можеме многу да комуницираме, кога помалку ќе слушаме дека од Бугарија бара да се откажеме од македонскиот јазик, да признаеме ова дека сме ние бугари, да не го спомнуваме фашистичкиот окупатор и така натаму, и народот бурно реагира. Тие се максималистички барања кои што никој нема да ги тоа го слуша прифати. народот, не слуша друго. Ние треба, а народот значи, е прекрасен. Прекрасен народ имаш и во Грција. Таквите барања нема. Тие се за дневно политички цели, не верувам дека оние кои што ги искажуваат дека стоат зад нив, но би сакал да укажам на еден многу интересен момент, посебно за ВМРО-вската публика, за поддржувачите на ВМРО-ДПМН на вториот конгрес, мислам во Кичево. ВМРО-ДПМН се прогласи за наследник на историското ВМРО. Тоа верувам дека го знаете. Значи, ВМРО-ДПМН ја презема историјата и на старото ВМРО, на 4 златни букви. И сега би ви поставил едно прашање, верувам дека ќе знаете да ми одговорите. Во овој момент Мицкоски е председател на ВМРО-ДПМН, пред него беше Никола Груевски, пред него Љупчо Ѓорѓиевски. Дали знаете кој беше председател на ВМРО пред Љупчо Ѓорѓиевски? Не. Господинот Ванчо Михайлов. Последен председател на ВМРО. Па они континуитет прогласија. Ова ВМРО Мицкоски се нема оградено, така. Сегашното ВМРО погледнете во програмата, во статутот. Значи тие го прифаќаат континуитет на ВМРО. Знаете кој бил председател на ВМРО пред Ванчо Михайлов? Тодор Александров. Тодор Александров во неговото време, тие ВМРО-вски чети, има некои бројки дека броеле околу 30.000 востаници, вооружени. Од кај се вооружувале тие луѓе? Нормално со поддршка на тогашниот бугарски двор. Значи во тоа време работите биле малку посложени, поиспреплетени и лесно од денешен аспект ние Тодор Александров да го правиме дека бил македономрзец или убиец на македонци. За мене Тодор Александров е јунак. Но Ванчо Михайлов, кој што доаѓа после него, ги вовел оние познати ВМРО-вски тројки. Тодор Александров делувал на принципот на 4, Ванчо Михайлов на принципот на тие така наречени црни тројки. Значи, но сегашното ВМРО-ДПМН сега СДСМ е наследник на председател. Претходно бил Лазар Колишевски последниот. Но СДСМ не знам дали има такво нешто во статутот. Во статутот на ВМРО-ДПМН стои дека тие се наследници на старото ВМРО. Па овие наследија и имоти. Сега да ве прашам, ако сегашното ВМРО-ДПМН, конкретно лидерот Мицковски и раководството се наследници на Ванчо Михайлов и на Тодор Александров, што толку и смета договорот со Бугарија? Кога Тодор Александров велел, тој што ќе каже дека не сум македонец, јазикот ќе му го гостин си во емисија, имаш право да си кажеш што сакаш, иако го извртуваш ова, ама добро. Не го извртувам. Кажете ми сега, пред Љупчо Ѓорѓиевски кој бил председател на ВМРО. Тие го прифаќаат континуитет. Сега треба да сватиме дека СДСМ е на темпо и на Лазар Колишевски. Не, апсолутно не се согласувам. А ВМРО е социјалисти имало и во ВМРО. Знаете, тие две струи били во тоа време додека бил Тодор Александров. Поентата ми е со еден збор дека мора да бидеме мудри со Бугарија, да постигнеме некаков договор кој што ќе биде за нас горчлива таблета, но секоја таблета... Што значи таблета горчлива? Па, ако некоја болест имате лоша... Не. Ја разбирам тоа. Знаете, секој лек истовремено и отров. Едно лечи, друго расипува. Мене ова ми наликува не на горчлива таблета. Мене ова ми наликува на вазелин. Стојан. Дали вие се сомневате во вашата македонштина? Не. И ја во мојата не се сомневам. Може ли било каков договор вас да ве направи помалку македонец? Зошто да дозволуваме? Да ве прашам уште нешто. Во минатата емисија на една од националните телевизии, Фатија се обидува да ми смеат кога кажав кој денес учи од книгите по историја. И заслужено се зафркава. Заборавив да ја донесам историјата за средно образование. Заборавив. За Тодор Александров има 3 реченици. За Ванчо Михайлов 1,5. Значи целата историја е ставена тамо на 100 страни македонска. Денес верувате дека оние кои што ги интересира историјата, оние кои што учат колку да поминат двојка, тројка да извадат, ќе прочитат и потоа заборават. Оние кои што ги интересира историја, ќе прочитат од неколку извори, у најмала рака. Драго ми е, Стојанче, од разговоров дознаваме дека сепак имаш македонштина во тебе, дека веруваш во Македонија. Јас немам, јас сум чист македонец, горд македонец. Таков сум бил и таков ќе останам.
Но покрај се, И Зоран Заев е чист македонец Но- и верува во ова што го прави. но покрај се, финалето на вашата борба за да ја внесеме Македонија во Европска Унија е само понижување, кога покрај сите остапки, горчливи таблети, мачкање со вазелин, сите оние Ова со вазелин понижување, не се согласувам. тоа Тоа сите на халкидики некој се мачка со вазелин, кај нас знаете дека нема такви работи. сите тие понижувања кои ги доживеавме во име на виша цел, нели, за да влеземе во, за да обстане земјата, да влеземе во ЕУ, за да просперира земјата. Све ќе се понижиме да влеземе. И ние стигнавме до ова. Ти упорно тврдиш, се извинувам што ти се обраќам на ти, ама Нема проблем, така е подобро. упорно тврдиш дека и покрај се Македонија ќе добие датум на преговори. Верувам. Убеден сум. Океј, Стојанче. Немам тогаш што више на оваа актуелна тема да те прашувам. Единствено што кои се твоите сега очекувања што ќе се случи? Еве имаме пршинска влада треба да имаме од нова година. Премиерот Зоран Заев дава оставка и си заминува во историја како па ќе биде ова најкратко премиерствување ако не се лажам. Бучковски беше помалку, Хари Викаш? Костов Хари Костов, добро, се извинувам. од пробишти претходниот и како беше во време на ВМРО. Комерцијална? Не, Хари Костов? не. Тоа е. Петар Малку Гошев? беше. Не, во Не, техничката влада. Во техничката влада. Пробишти, да. Емил Димитриев. Емил Ми Димитриев. требаше време да засетам како се викаше Да. човекот. Има и други со краток стаж, но видете, Зоран Заев во некаде во мај ќе формира нова влада. И пак ќе се врати како премиер, а доколку не одлучи да се повлече, а не гледам причина зошто би се повлекол додека не ја Врз заврши основа на што ги базираш ова дека евроинтеграцијата на Македонија. врз основа на што го заклучуваш дека премиерот Заев повторно ќе го добие мандатот? Верувам дека на овие избори коалицијата предводена од СДСМ ќе извојува победа. Може би не толку убедлива како што некои отаму зборуваат, но верувам дека ќе победи. Анкетите не се баш Анкетите зборува дека водиме со 2,8%. и Да. 2,8%. 2,8 коалицијата предводена од СДСМ води на коалицијата од ВМРО ДПМН. Значи има 3-4 анкети кои излегоа на страна од овие партискиве, на страна од партискиве, не секоја анкета покажува дека СДСМ е во водство. Има анкети кои покажуваат Колку води ВМРО на најлошата за нас? 3. 3%. Колку е тоа во пратеници? Не знам. Јас кажа во една од емисиите во кои што настапував, доколку ВМРО ДПМН победи на следните парламентарни избори, јас Да, лично анализирај ми што ако победи ВМРО ДПМН. Јас лично ќе иницирам веднаш по формирањето на влада предводена од СДСМ да и доделеме пехар за освоено прво место на ВМРО ДПМН. Не разбирам, чекај се. Па не е доволно да победи за да формира влада. Политиката Аха. е прагма, сурова. Во Македонија влада се формира со 61 пратеник, барем јас така сум учил и така знам. На тоа мислеше. Добро. Реториката која што ја користи ВМРО ДПМН ги намалува коалицијските потенцијали на партијата за потоа. Лесно е вие со популистичка политика да излегувате, да настапувате. Како што е, например, договорот со Грција. Дали вие верувате дека Мицкоски, доколку стане премиер, навистина ќе го преиспита или укине договорот со Грција, па и со Бугарија, или законот за двојазичност? Верувате во тоа или не? Вчера Мицкоски изјави дека го гушкале албанци во Гостивар. Од една антиалбанска реторика сега дојдовме до гушкање со албанци. Па ја имам впечаток дека Мицковски од почетокот од како е дојден, он иде исклучиво да остави некаков впечаток, истото и Заев го правеше. Ја не гледам никаква разлика. во Легитимни нивните- политички цели. Она што Значи, го прави Мицкоски е легитимно. Значи, не можам да се сложам дека гледам кај некој македонски политички лидер, ни кај Заев, ни кај Мицкоски, дека има некаква антиалбанска реторика. Напротив, дури можам да кажам дека и претеруваат во додворувањето до албанскиот фактор, и едниот и другиот. Верувате вие дека Мицкоски ќе го укине законот за двојазичност? Законот за двојазичност ни го укина Венецијанската комисија, Така. иако твоиве колеги джандари викаат Јанко како порваче си, Стојанче ти држи час по лекција,
Ама тоа е секој си навива за своето. Видете се, согласувам со Значи, вас. ја не зборам што јас ќе направам, Знаете што ли- Мицковски ќе направи. Имате Макрон кој ви вика не може вие у Европска унија, крај на муабетот, имате Венецијанска комисија. Макрон кажа не може сега, а не може. Океј, ќе видиме. Може би во Ќе мај- се видиме пак, нели? Ќе се видиме пак, па ќе ми држиш лекција. Кога Хрватска ќе биде на чело на Европската унија. Па, следното Јас сум непоправив оптимист, ако не биде во мај, ќе биде во септември, во следниот октомври. Ворете. Јас зборувам сега До следниот друго. октомври ќе се случи оно што ти го кажа. Како рече, цепање на Македонија. Сакам да кажам нешто во насока на претходно кажаното. Доколку ВМРО ДПМН ја омекне реториката и не зборува дека ќе го укине договорот со Грција, така Преспанскиот договор. Во тој случај оние тврди националистички гласови искрени, затоа што има луѓе кои што искрено веруваат во тоа и тие ги почитувам, а еден добар дел се од материјален интерес да се вратат на власт. Но оние искрените патриоти нема да гласат за ВМРО ДПМН. А за кого ќе Ако- гласаат? Ќе остана дома, овој пат мислам дека ќе биде мала излезност. Ќе имаме навистина според моја проценка, тоа е лично моја перцепција на аналитичкиот штаб на достоинство, кој што исто така не е за подценување, дека еден дел од луѓето разочарани ќе остана дома, разочарани од Океј. двете водечки коалиции. Народот го бойкотираше и референдумот. Јас ако не се зборувам лажам. друго, ВМРО ДПМН, ако оде со тврда реторика, можеби ќе освои неколку пратеника повеќе, но не може да формира влада. Ако оди со мека реторика, тогаш нема да биде во предност пред нас, ќе ги победеме. Сметате дека албанците повторно ќе гласаат за СДСМ онака како што гласаа кога требаше да се урне власта на Груевски? Во овој момент, според оние податоци кои што јас ги имам, СДСМ има навистина голем број на членови албанци кои што не ги сакат дуи, туку се чувствуваат припадност кон СДСМ. И мене ми беше чудно тоа одредено време, но од онаа комуникација која што имам последните години со СДСМ, сведок сум дека има албанци кои што се идентификуваат како СДСМ, иако се албанци. Да. И тие, мислам дека нивниот број нема да опадне, затоа што тие не се водат од националистички или од тврдо национални мотиви. Тие албанци сакаат да живееме во една нормална граѓанска држава и не гледам причина зошто би се откажале од СДСМ. Значи, целиот овој дебат... Можеби ќе настане разочараност ако не го испорачаме она со 300 пилоти, ама ќе се снајдеме. Тоа е шега, ама малку горшлива шега. Затоа што многу ветување имаше, а малку Никој нема ветено 300 пилоти. Знаете дека дури ни најголемиот политичар кој што би сакал најголемиот... Стојанче, ајде утре земиме Сокола, однесиме у Арачиново и да збориме со тие разочарани. Травматични Немој да ми сеќавања кажеш, од Арачиново. немој да ми кажеш дека па нели сте сега на супер, зошто да не би може? Сме супер, но знаете вие, травматичните сеќавања не може да изгледаат. Се шегува, може да отидеме, зошто да не? И што мислиш што ќе ти кажат? Среќни се, задоволни арачиновци од ветеното. Па, можеби не се среќни, но сега не живеат во сонот на голема Албанија. Можеби само еден мал дел. И тоа за мене е доволно, тоа е една добра основа понатаму да се избореме за Имаш ли само критика каде оваа влада утна? Освен ове, ја што ги спомнав работите, не ги прифаќаш и тоа е твое легитимно право, но ти што мислиш каде е успехот го Имаше знаеме? некои слаби кадровски решенија на, да речем, во тој втори, трет ешалон. Имаше и неколку многу лоши решенија, но повеќе од тоа нема да кажам. Но оваа влада, за разлика од владата на Никола Груевски, сметам дека реагира на критики затоа што во неколку наврати кога бевме јавно нападнати, се послуша јавното мислење и некои високи функционери беа тргнати, а погледнете дека специјалниот јавен обвинител е во притвор. Да беше ВМРО, се сомневам дека некој ќе посегнеше по јавниот обвинител, ќе го заштитеа. И кого сега треба да обвиниме зошто во Македонија се случи една афера како што се случи, со само за нас познати 20 милиона за еден Боки 13, кај која телевизија цела влада се истопотори, никогаш не го спомнавте, нели? Не пропуштивте прилика да ме кажете дека, нели, според како беше Джандарското, дека сте ми држале час по историја, никогаш не се спомна ТВ1,
со целиот рекет и со она што го правеше, дека Како беше мислите не се спомнам? у Муабетов, уве 120 Вече не ме минути. прашавте, ама јас... Требаше да ве прашам, добро. Јас сум спремен овде да одговорам. Во ред, еве, ви можност. Цела влада Катица беше Јанева. истопотарена во еден ТВ. Катица Јанева беше, како да ви кажам, Арно, неофицијалниот сметководител на еден ТВ и на Боја Јовановски. Можеби. И да не беа американците, да не ги пуштеа снимките, сега американците во наводници, бидејќи тоа не произлезе ни од Сепак американците Камчев, се наши пријатели. не Не произлезе тера да направиме работи таа кои што се афера. добри за нас. Таа афера не произлезе ни од Камчев, ни од Геровски, кој е жестоко нападнат, еден од најголемите антивомаровци, еден најголем СДСМовец, сега е понижен, за разлика поддржан еден Саше Политико, кој им буташе пениси на мојата ќерка, фала ти за комплиментите, ти многу убаво се изрази, ама твоето кумашинче никогаш не се повлече ни од тоа што ја нарече Пресвета Богородица со вулгарни имиња, што им буташе пениси на женами и на моите деца, и тоа е во моментот најбогатиот и најсилниот медиум. И се сеќаваш што зборевме, што се договаравме, многу омраза има меѓу народот и лажни вести. Стојанче, додека не си погледнеш у твојот двор, да го видиш дека главните медиумски перјаници ви се Саше, аналниот, и еден ТВ кој во Еден ова ТВ не општество постои, Јанко, сега не не постои. Сега не постои. Кој ја затвори? 3 Ние ја години затворивме, оваа не, власт. сама се затвори. Да не ве чукне американците по глава, да не ги пуштеа преку лаве рита. Што правевте? Што се случуваше до сега? Па тој бил ВМРО-вец, па се бареше. Има пријавено 2 месеци претходно, се водеше истрага. Ви очекувате за Истрагата истрагата ја јавно да се направија зборува. бугарите, снимките се бугарската тајна служба ја направи. Не ние, по наредба на италијанците, а тоа е Ова исто е како за теорија шарената. на заговор, не знам дали Секако, точно ворете, секако. но Огради се од мене, не за за да тоа не си дека направиш бугарската проблем. тајна служба направила снимки во Македонија не можам да кажам, но може ако е сознање на орци, Збориме зашто не? за говорот на омраза. Јас сакав Збориме друго да за кажам. лажната пропаганда, бидејќи ти сам спомна дека многу омраза е посејана меѓу Катица народот и се согласувам Не со беше тоа. најдобро решение за СЈО, но во тој момент од страна на Никола Груевски, бидејќи И на тој ги Зоран водеше- Заев, Значи, јас верувам дека Зоран Заев ќе беше посреќен ако најдел поквалитетен обвинител, но Груевски не прифаќаше. не, Се не. вртеа имиња во јавност. Четворица потпишаа таму. Штом си потпишал, Значи, сега многу е Никола убаво. Груевски Ја не го бранам Груевски. Груевски си заслужува све што си составањето на доби. послоп обвинител од провинција кој што нема некакво искуство, ќе може полесно да помине, но институцијата функционираш. Институцијата е таа која што се дигна на одредено ниво, на крај ова јас веќе еднаш кажав, Катица ни плукна во фаца на сите кои што ја дававме поддршка. Ова е страшно што се случи и добро е што е во притвор и се надевам дека правдата ќе излезе целата правда на виделина, да знаеме точно што се случило и да се сносат одговорност. За омразата, тоа ми е посебно интересна тема. Јас сакам и да апелирам до гледачите, бидејќи јас сум еден од најомразените кај другата страна, како што вие сте најомразени од нашата страна. Така, јас сум Но ли? видете, нашите семејства не се виновни. Уште Што ли е сум? крива, вашата Не, ќерка или мојата ќерка? Па не знам бе, Стојанче, кумашин ти е. Јас цело време апелирам против. Апелирам против омраза и има еден многу интересен Џони, му праштате затоа Не. што завршува работа со лажни вести за пропаганда Бранко за Геровски е СДСМ. новинар Исто- кој што јас го почитувам и никој пат немам лошо напишано или Не, кажано јас за зборам него. за другиот, а за Бранко Геровски го срозавте со таква вулгарност, тоа е просто неверојатно. Јас не. Да дури ја се наоѓам и сега, знаеш како, јас се наоѓам сега меѓу два огна. Сакам да му дадам простор на човекот, ама ако му дадам повеќе, тогаш ќе речат, еве го, одувек бил таков. Само затоа што ја прозбори вистината. Оти не сакавте да ја видите. Не сакавте. 50% не сакаа да ја видат. Уште ги чуваат маиците од Катица Јанева и покрај тоа што е во затвор. Реалити чек има проблем малку во целава ситуација. И тоа е проблем зашто после во општеството има, пази, имаш и живљавање. Ја разбирам бркање на криминал, но во тој процес покрај рекетов, па тоа имало изживување врз луѓе, врз фамилии, рекетирање, страшно било. Што очекувате, што Сега, мислите малку дека мислам ќе дека се е случи? во кој смисол живоње? Изживување непотребно, претерано глумење правда, страна каде на- што од страна на СЈО и Затоа ќе поддржано од сносат власта. одговорност сите актери, ќе сносат одговорност.
и сами рековте благодарени на американците. Ја не сум сигурен дека е така, но тоа е она благопријатно дејство на американците и во иднина на Европската унија. Сега било која влада, без разлика кој ќе ја формира следната влада, вклучително и постоечката влада додека го има мандатот, ќе биде многу попредпазлива и работите во Македонија верувам дека ќе се менуваат на подобро, затоа што, како што кажа премиерот во предизборната кампања, сега веќе имаме камшикар кој што пази од мене па до последниот работник. Значи, ние не покажавме голем државотворен капацитет, но овде кого треба да обвиниме? Политичарите, па граѓаните се тие кои што ги бират политичарите. Значи, а потоа политичарите... Ако порано беше Бранко Црвенковски крив за све, до сега беше Груевски виновен за се, сега Заев за се, мислам дека нема да преживееме за да си го најдеме следното оправдание за се во ова што ни се случува. А лоша е ситуацијата. Ја ти тврдам дека е лоша и економски, лоша и политички, и мислам дека можеби тоа што обстануваме по мене не ми е доказ дека американците се заинтересирани, дека Господ не чува. Пошто друго ја немам оправдание и да објаснуваам. Не ве разбирам, сметате дека Господ не чува? Да. И вие на Господ не му верувате? Му верувам. Па што се плашите ако Господ не чува? А зар ти делувам ја како уплашен? Па значи Македонија не треба да се плаши за својата иднина. Македонија е билиска земја, 4 пати е спомната во Библијата, Павле бил во Македонија. Па ако си играме тогаш со тие библиски работи, малце може и по Ја глава не да... си играм. Јас сакам да кажам дека се е Божја промисла, така? Добро. Вие сте чедо Божјо, голем верник, затоа не плашете се. Македонија од секогаш била и ќе остане. Македонија 550 години преживеа турско робство. Знаете колку во тој период македонци се набиени на кол, исечени глави, востанија со вили со лопати, а денес, каде е иронијата, Турција ни е еден од најголемите пријатели. Така што Да те слушам ко прваче за лекцијава по историја. Вечна омраза, има само вечни интереси. Сакав кај омразата еден момент кој што Да, е многу важен подели. на едно друго ниво. Гледачите кои што ќе ја гледат оваа емисија, ова е мека емисија, ние не се навредуваме, но ја имам и лоши искуства кога во емисија имаме тврди настапи, како што беше интервјуто со Васко Евтов. Па луѓето сакаат крв и... Да, ама видете, кај мене после нема емисија такво ние функционираме на друго ниво. Јас после емисија со сите тие со кои што во емисија вадиме очи во наводници политички ради нашите ставови, со нив пиеме кафе во една пријателска атмосфера, Да, со Солза Грчева. А народот се Видете, трви. ама затоа сега апелирам со Солза Грчева во емисија, ќе се спротиставиме, потоа пиеме ко луѓе кафе и пак ги имам истите ставови, ние не ги минуваме ставовите на кафето. Со Пандов сметам дека сум во многу добри пријателски релации. После секоја емисија седнуваме, разговараме, имаме за некои работи слични сваќања. Па и со еден Филип Петровски каде да се сретнеме, ќе се пошегуваме, ќе направиме муабет. Значи, треба. ние функционираме на едно друго ниво. Јас се обидувам да ја кажам на гледачите, на обичните граѓани кои што не знаат што се случува зад камерите, по гаснењето на камерите, ние не сме непријатели. Јас и вие сигурно ќе спиеме едно кафе. Претпоставам дека во телевизија има кафе. Па ви се сретнавме у кафана, впрочем. Значи, ние функционираме на друго ниво и таа омраза меѓу нас не останува. Ја никој од моите... Значи, одговорноста на медиумите ја вели е голема, и ваша затоа... и на медиумите. Затоа што медиумите, за да бидат интересни, они сега навиваат, Јанко му го спопика, му го учука на Јанко Стојанче, браво, како Да, му ама го учука. видете, И они ние треба се трват. Верујте ми, ова А ја не живеам ова е така. начин треба да и нацртаме на некој гледач. Еден дел го знаат, тој го сваќат. Исто и со политичарите. Зарем мислите дека вчера Заев и Мицковски се фатиле за врат на средбата кај Пендаровски? Не. Средбата била во една пријателска атмосфера. Тие разговараат, утре ако дојде Мицковски премиер, нема да пропадне државата, нема никој да загине. Мислам дека тој страв кој што владееше во груевизмот, ќе се земам за слобода да го потребам, дека стравот е не постои сега или е намален или јас не го чувствувам. Но сепак сметам дека имаме промена, она масовна пропаганда која што имаше порано ја нема и верувам дека тоа се едни мрачни времиња кои што ќе останат зад нас без разлика кој да дојде на власт. И затоа уште еднаш апелирам до гледачите, кога утре ќе ме сретнат на улица, ја можам да одговорам на било каква критика. Ја можам да разберам некој да има различен став, како што впрочем и вечерва ние за неколку теми имаме различни ставови. И да си кажеме, не можам да трпам навреди, за среќа такво нешто на улица не ми се случува на мене, бидејќи не знам како би реагирал. Вулгарно е да сум на улица и некој да дојде,
да ме навреди или да ме нападне. Треба Одма да керамида разговараме. ти се гледа. Не, керамида, види, не, ве сватив што зборувате, но види, треба една работа да знаеме. Следниот пат кога ќе дојдеш со отворени телефони, важи? Може и сега, ако има време да ги отворите телефоните. Сакаш сега те отворени Јас имам телефони? сигурно, нема проблем. Ако имате време, зошто да не? Имаме. Сакам на еден момент да укажам дека Океј? Уклучи телефоните. Дај ги телефоните. во 2001 Стојанче година- Ангелов сака да одговара на прашање. Значи, ве без молам, навреди, без вулгарности. ако има навреди, вулгарности, констатации, ќе ви се заблагодарам. Ако имате конкретно прашање, поставете му го. Не планирав, бидејќи со моите гости, ја обично не, бидејќи што ја знам, прилично лошо е нивото од гледачите, примитивно. Еве, ако првите двајца се вулгарни, ќе ги исклучам и Јас нема да зборувам со чисто срце. Ја не можам од еден обичен човек кој што преку ден зида или малтерисува, ако се јави во емисија од него да очекувам некој интелектуално ниво, доволно е да нема вулгарни навреди. Нема Вика, лутење. Јанко, ти честитам, го викна у студио Трансформерот, за да му ги кажеш вистините за кумашинчето, сосема те оправдам, но ние гледачите сакаме јади бурек на повисоко ниво. А јас не сакам за кумашинчето, ќе проверам ако на вистина така рекол за вашата керка, јас морам да го млатнам еднаш другарски. Немој. Не верувам дека Не, уште има кавери за- заштита, за- ќе си направиш не, проблем. јас зборувам Тоа е пред пријателски, јас 6-7 сум- години. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повели во програма си господин Вака. Стојанче Вака, само. ве слуша. Да ве поздравам и да ви ја респектирам емисијата. Не сум човек што сака да збори за политика. Се јавив само да ви дадам поддршка на линијнико Даниел и да го поздравам генералот и да му кажам секоја чест како збори мудро и доколку некој го слуша со умисла, ќе свати дека човекот едноставно збори само слободната вистина без да меша политички пропаганди или афери или значи глупости. Ако го слушате, значи ви објаснува од сам почеток за сама историја и баш она како треба да биде еден македонец. Поздрав и убава вечер. благодарам, ова беше пријатно изненадување, не сум навикнат вака. Океј, одиме со следниот. Не е проблем. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко, поздрав до генералот од другарот Тито од Кочани. Добро. Благодарам. Со генералот Стојанче се знаем од 2001 година. Ми беше командант во војната, остана командант и сега. Поздрав и поддршка до генералот од сите Океј, бранители. благодарам за јавувањето. Благодарам. Чим нема прашање, убаво некте, ајде не. Па види, ова фино било вака да се одговори Вие на што прашање. убаво, Благодарам. што си убав, паметен, личек на мајка. Тесно ми оделото за кршење ќе Да, види да, да не го скинам. Добро, кажувате му, фалете му, иначе во следно морам да му ставам керамиди. Така, и стварно се тука керамидите, ама подобро да не го правиме. Добро Ти си вечер, донел повелете. кај Тие Миленко со чукот. Треба да и дојде новија. Тоа со него ти Ало? расправај се. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете во програма, сте, слушаме. Сакам да го поздравам генералот Стојанче, поздрав до него. Благодарам. секој збори на право место. Мислам дека е на вистинскиот пат. Имате Благодарам. добар гостин во емисија, продолжите така со вакви гости. Вала, Да имате благодарам, гледаноци. пријатно. Почесто да ме вика Јанко. Почесто да те викам и ти да носиш спонзори, сигурно. Како На иначе? вашиот газда не му треба спонзори, он е најак спонзор. А ти што мислиш, ја вработен сум овде? Ти мислиш, ја работам овде? Јас сум надворешен проект, бе, драг пријател. Ето, не ми Е, се така. допаѓа, тогаш Кога ќе ме вработат, тогаш ќе се фалам. после Добро емисијата вечер. ќе разговараме. Добро вечер. Повелете во Ало? програма сте. Само да изразам голем поздрав до вас и конечно да викнете асолен гостин во емисија како генералот, значи секоја чест за човекот. Леле, фалење. Твој, Си имаш твој чекај, гледачи. чекај. Поздрав. Да не те Ова урочат. е забрането во христијанството, ова е празноверие и Господ нова не гледа така. Шедо Божио, бидете внимателни. Леле. Абе ти мене ми држиш лекција на а таму Кувашинче имаш што Богородица ја најрече со највулгарни имиња. Вајде, пријателе, нема Тоа за морам да прекај. проверам, не знам. Што ќе го провериш, тоа е веќе опростено, тоа е турено. Не смеам ни да зборам ја више за тоа. Добро вечер, затоа што за виша цел, нели он ве фали вас.
Не се согласувам со оваа теза. Тој. Океј. Ало? А и двајца успеа, двајца спонзори да ми ги скине. И немам ни еден спонзор сега. Добро вечер. Ги нападна Ало, јавно, зашто доаѓа лека и мене и тие се повлекува. Ало, Добро вечер, повелете. Во програма сум. Да. Добро вечер. Добро вечер. Да ве поздравам вас двајцата во студио. На телефонет Благојчо Киров Анчов. Позната генерал од името и презимето. Имам едно прашање. Слушаме, кажете. Ало? Слушаме, кажете. Имам едно прашање од кога се на власт неговата партија со коалицијата. Доаѓа реваншизам кон членови на ВМРО ДПМН, лично на мене имам осетено на мој грб. Нешто околу тоа да каже генералот. Второ прашање околу нас бранителите кои сме на маргините на преживување. Исто нешто да кажи. Ништо друго, кога ќе дој Крушево, ќе пиеме кафе со Благоја Марковски заедно. Поздрав сте него. Благодарам, Идеш ли на Благојчо. прославите на тигрите? Ми е прашање што ми стигна до тоа. Го видов прашањето, тоа е малку неуместно прашање. Сум бил неколку пати и овде најверојатно некој од оние постари генерации џумбетините кои што биле пред јас да бидам таму. Јас бев командант на единицата, јас примив додека бев заменик командант, примивме на работа 200 луѓе. И тие Што ти е луѓе, ова тебе овде? ова е рентген снимката, мислев да се оправдам зошто не можам да кршам. Погледнете го мојот бел дроп. А за Само да твитерџиите одговорам, можеш да па кршиш, види, а? може да и ќе се создадат услови. Не знам дали ќе можете на камера, видите колку во парче од белиот дроп ми недостасува и погледнете ги 3-40 до 50 шрапнели во моето тело. Овие ти со се шрапнелите? жицата. Да, тие светлите точки. Уште ги имаш? Сите се во мене. Ова слика ја правев пред 3 дена. Мене никој не ме прашува кога кршам во каква здравствена состојба сум но сепак сум изненаден дека поголем дел од луѓето кои што ме следат ми честитат на физичката сила, имајќи во предвид дека десната рака ми е пократка сигурно за 5-6 сантима од левата, поради тоа што сум сечен на грбот, имам заден пристап до белиот дроп, имам 1/3 од десниот бел дроп ми е извадена, имам нема да се Значи видат. тие белите точки се шрапнели, метални Ако може да парчиња, зумира така? и жицата, ако може да ја фати на другата снимка да покажете, не знам, жицата ја гледате Не е таму. оваа жица? Ако може да ја зумира жицата. Така. И што е таа жица? Тоа е па ребрата ми беа искршени од крушумот, на неколку места ми беа врзани со жица, таа жица и денес е во мене. И јас кога вежбам ми се прават крвни подливи од оваа страна додека да дојдам у форма. Затоа не е препорачливо да прекинувам со вежбање. И оние кои што се смејуваат со кршењето на керамиди, треба да го следат мојот пример, можеби не со кршење. Тоа ми беше еден мал концепт, темите кои што сакав да ги допрам, но не стигнавме, ќе треба 2-3 емисии. Значи, луѓето не треба да кажат дека човек со ваков инвалидитет, јас по оваа медицинската комисија имам 80% воен инвалидитет. Кога бев втор пат на комисија одамна по соревнувањето, сакаа да ми зголемат на 90% и мене им беше непријатно, јас се осеќам здрав. И реков од комисијата на еден од одговорните, тогаш не бев познат, поима нема кој сум, и реков дека нема потреба, има надвор еден од тигрите, му треба да му се зголеми инвалидитетот, беше стварно потешко ранет, имаше мал процент на инвалидитет. И прашав, а зошто имам волку голем инвалидитет, кога овој викам нема рака, има, не знам, имаше 60-70% инвалидитет, помалку од мене. И се сеќавам на докторот ми каже, овој без една рака може да живее 100 години, а ти мало сутра, како беше малку потешко со твојата рана. И затоа мене ми е императив да вежбам, постојано вежбам, бидејќи во моментот кога ќе престанам да вежбам, тогаш моето тело малку побрзо ќе почне да откажува од едно нормално здраво тело. На Благојчо сакам да му одговорам, Благојчо се јави така. Трпи го, држи го прашањето Го запишав, да. за него, затоа што имам уште еден гледач и ги затварам телефоните. Нема проблем, ворете. Запиши го и следново прашање. Ќе ти дадам простор да ги одговориш. Добро вечер, повелете во програмата. Ало, добро вечер. Здраво, повелете. Се уваме од Прилеп. Повелете, слушаме. Имам едно прашање до така наречениот командант или генерал. Ало? Да, ве слушаме, зборете, не застанувајте. Да го прашам, со кој образ и со кое лице имаше емисија снимано со командантот на УЧК?
А, така, каде што се поклони Каде што се поклонуваш. поклони таму на гробо, а неговите бранители загинаа од токмо од неговите. Ти благодарам, многу јасно прашање. И уште едно првото прашање, прашање, до кај сме со правата на бранителите, кој очигледно ги Сакам има, да укажам на еден момент. и второто за Ги твојата запишав поставка. двете, имам. Те молам Се повели надевам доволно одговори. време, ќе бидам максимално краток. Најпрво, многу често се случува да некој да праша што направивме за бранителите, малку направивме и така натака. Јас сакам да укажам на сите бранители, на оние реални бранители кои што учествуваа во војната во 2001 година, дека од страна на УЧК произлезе политичката партија ДУИ. ДУИ е константа во власта минус 2 години од 2002 година до денес. Од страна на бранителите настана политичката партија Достоинство. Како што веќе реков, не влегоа сите бранители, но Достоинство е репрезент на бранителите. Особено во ситуација кога немаме втора политичка партија на бранителите. Ако бранителите масовно гласаа за Достоинство и ние освоевме 5-60.000 гласови и ќе ги прекиневме договорите со Грција, се шегувам, за тоа требаше повеќе пратеници, но ќе избуксувавме повеќе права за бранителите. Денес јас сум национален координатор за војни и полициски ветерани благодарение на добрата волја на премиерот Зоран Заев, кој што исклучително ги почитува луѓето од 2001 година и на дневна основа помагам на одредена бројка на бранители, нешто кое што никогаш нема во емисија да го кажам. Може да најдам 10 луѓе, да ги повикам да седнеме на страна, мерак ќе ми биде да седнете да ви кажат како сум помогнал на луѓето. Но систематско решение, 18 години после војната, е тешко кога немаме ниту еден пратеник. Тоа е одговорот и јас ќе му кажам на Благојчо да ме побара, ќе најде начин како да ме контактира, мојот број е многу лесно достапен, не би го кажал сега во емисија, бидејќи и вака не можам да се справам со сите јавувања и ќе се обидам да помогнам. Секаде каде што има простор помагам. Во согласно со закон, па некаде кај што нема многу услови, ќе најдеме некакво решение за некој. Помагам на болни луѓе, финансиски помагам, не јас немам можност да помагам, но наоѓам начин како да помогнам на загрозени бранители, вклучувајќи овде и вработување на сопруги, лекување на болни деца. Но никогаш нема тоа да правам кариери да го зборувам во емисија. Вториот момент околу мојата посета на Липково со поранешниот командант на војна полиција НУЧК Абедин Зимбери, најверојатно гледачот тоа нема да го свати, бидејќи денес Германија и Франција се најголеми пријатели, а вие подобро од мене знаете колку загинаа луѓе во таа Втора светска војна и денес тие функционираат безпрекорно. Јас не сум човек кој што мрази, ја никого не мразам. Може некого да не сакам, но омрзата за мене е непозната емоција. Може да некој пат се налутам на некого, но омрза не. Навистина, животот на човекот е многу краток за да мразиме некого. Или за не сум осветољубив, сега сум ја на позиција и ќе се осветувам на оние кои што ми малтретирале. Ние колку време сме на оваа земја, Господ Бог ни дал релативно краток живот, особено ако исполнет. Особено ако имаш шрапнели. И тој е уште пократок. Значи, јас бев во Липково да положам букет свежо цвеќе и да дадам почит на 10 жени и деца кои што сме ги убиле во 2001 година како колатерална штета. Не сме имале намера, биле во некој подрум и ние сме ја срушиле куќата внатре влетала, го опишав целиот тоа во текстот, целиот настан. Влетала голема граната или од тенк или од хаубица, ги прчосала луѓето. Абедин Зимбери, кога ми окажуваше тоа, му се стегаше грлото, морав да го чекам да го докаже. Не можеше да се доискаже, затоа што не загинале војници, загинале жени и деца, меѓу кои што и негова 4-годишна ќерка и други негови блиски и роднини. Сите му биле роднини. На гробовите, повеќето гробови беше името Зимбери. Значи, ја не положив цвеќе на ветерани, на загинати луѓе од УЧК, туку на жени и деца. Иако и загинатите од УЧК јас ги почитувам. Ги почитувам мртвите затоа што земале оружје да се борат за нешто во што верувале. Тоа е спротивно на оно во кое што ја верувам. Тие беа мои непријатели, но војната е одамна зад нас. Ние не треба денес да се мразиме, ние треба да гледаме во иднината. Сакам утре мојата убава ќерка и твојата убава ќерка која ќе отидат на диско или кои ќе се враќаат од школа да бидат безбедни, а не заради некаква утакмица каде што навивачките групи се степале помеѓу себе да ги избудат нашите ќерки или синови. Затоа се борам за враќање, целосно враќање на мирот. Една од последните нишки е помирувањето меѓу непосредните
учесници, значи зборам за оние кои што фајтерски учествувавме во војната. Во војната во 2001 година, според едно мое согледување, учествувавме во напаѓачки акции помалку од 1000 луѓе, вкупно од полиција, од армија. Зборувам напаѓачки, офанзивни действија. А повеќе луѓе имат учествувано во пукање, каде што некои бранеле, некои држеле пунктови. Никого не сакам да омаловажам, но тие кои што напаѓавме го носевме најголемиот терет. Јас сум учествувал во неколку многу лоши битки. И ќе ми биде мерак еднаш да не зборуваме за политика во емисија, да ви направам интересна емисија, да зборувам само за неколку битки. Затоа што во видеоигрите, кои што помладите ги играв, вклучително и мојот син и ќерка цел ден убиват некого, откако ќе го убијат, тој пак ќе стане, но моите колеги кои што ги убија не стана, а паднаа мртви. И ја од глава никогаш нема да ја избришам сликата на Серафимов Александар, кога положивме во ковчег и попот ко пееше тешко на душата, кога се деле од телото, раци подават. Значи тие се силни трауми за кои што не можам да зборувам. Стојанче, не можеш да збориш, ама кажа тешка работа дека некој платил 5 милиони евра да се случи она што се случи. 2 милиона. Добро. И стоам на тоа. Во диво стоам на тоа. Значи јас собрав храброст во време на режимот на Никола Груевски пред телевизија на протест јавно да кажам дека некој направил монструозен план и дал 2 милиона евра на криминална банда која што под плаштот на некаков албански патриотизам ќе влезе во Македонија и ќе нападне полиција или армија за да го одвлече вниманието од бомбите. И ја го кажав тоа неколку недели пред да настане она последица во диво насилје, смртните. Се останува само да видиме видите, дали тоа вие сте го планирале, или друга страна, или трета страна. Ако сум го планирал, јас или мојата страна, ние немаше јавно да објавиме. Ние јавно објавивме. Јас тогаш имав блиски релации со тогашниот лидер на опозицијата Заев. Ние јавно предупредивме неколку недели, значи само 10 дена по моето предупредување се случи нападот на караулата. Помогнете ми која карула беше, и тогаш луѓето не го сватија сериозно тој чин напад, кај што имаше 3 заробени полицајци, и јас бев веќе спремен да заминам за Ирак, едноставно не можев притисокот финансиски да го издржам, и заминав за Ирак и неколку дена буквално во пустина. Замислете, ставете се сега на моје место, доаѓам во некоја пустина, станувам са бајле и британецот кој што работеше со мене ми вика: твојата земја има на телевизија, и гледам еден загинат, 2 загинати. Во текот на денот и наредниот ден растеше бројот на жртви. Значи јас тоа го кажав машки, во камера, во неколку камери. Можеа да ме повикат од државна безбедност и да ме прашат од кај ти ова информација, колку е релевантна, колку е сериозна. Јас предупредив. За жал, моето предупредување не го сватија сериозно. И луѓето загинаа, меѓу кои што и неколку мои многу блиски пријатели со кои што работев заедно, пиев заедно, се дружев заедно, војував заедно. Стојанче, ти благодарам за гостувањето. Повели една книга, се вика Македонска империја, тоа е книга на Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, а пред да си одиш ќе ти дадам уште една книга, Македонски генерали. Се уште стојат македонски генерали и ќе ја добиеш после. А ја имаш? Да, монографијата. Благодарам. Се надевам дека еден ден ќе има проширено издание и јас ќе бидам на последните страни. Воени генерали од Македонија, Military Generals from Macedonia, монографија, па сега ти беше полициски генерал. Па не е битно, ја учествував во војна, во војната тоа не беше, ние не апсевме никого и не регулиравме сообраќај. И јас пукав со нитрлес, со золја. Издадени не државни, не од институциите, туку Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски ги издава. Повели, ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Честитам на господинот Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски за издавањето на овие книги. Убаво е на едно место да се соберат вакви податоци и се надевам, ако ова за мене беше шега, бидејќи сум се уште жив, но во оваа книга треба да дојде да го најде местото и Јосип Бошевски, еден од клучните команданти, Панде Петровски, кој што беше начелник на генерал штабот на армијата, генералот Ристо Галевски, кој што беше командант на целата униформирана полиција. Тоа се луѓе кои што за жал починаа од тие силни стресови од рак и од срцев удар брзо после војната, јунаци кои што треба да си го најдат своето место, кои што не смеат да бидат заборавени. Почитувани гледачи, благодарам уште еднаш, Стојанче. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.